Повеќе децении на Штип му недостига една многу значајна компонента од областа на културата, а тоа е киносала, каде штипјани ќе можат, наместо да патуваат до Скопје да гледаат најнов филм, тоа да го направат без дополнителни трошоци за превоз. Сепак, досега никој конкретно не одлучил да навлезе во оваа проблематика. Никој не одлучил да инвестира во нешто од кое ќе може да профитира. Има повеќе институции кои би можеле да реализираат еден ваков проблем, но немаат доволно средства за тоа. Според директорот на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, Зоран Костовски, да се направи барем летно кино во амфитеатарот пред библиотеката потребни се 3 милиони денари. Толку се предвидени со проектот со кој аплицирале до Министерството за култура, но за наредната година, а неизвестно е и дали ќе биде одобрен. Ако немаш кино, не си град. Така да ние неколку веки децении живееме без кино, така да мојата заложба е во тој правец, да заличиме на центар на Источна Македонија баш и преку кино културата. Се надевам дека ова ќе биде такво место и нормално дека ќе заживее градот во тој дел. Колку ќе успееме, ќе видиме расположението во Министерството за култура и други порелевантни фактори кои би помогнале во овие наши проекти, кои се во интереси на библиотеката и општо на граѓаните на општина Штип. Колку се заинтересирани од општинската власт, дознаваме од градоначалникот Бочварски. Тој вели дека во мултимедијалниот центар Киро Глигоров има сала, делумно подготвена само да се обезбеди соодветна опрема. Но за оваа сала постоеле формално правни состојби и пречки кои требало да се надминат. Сепак Бочварски со реална вистина. Неопходно ќе е тоа да се реализира по пат на приватен инвеститор кој би го инвестирал и менаџирал проектот киносала. Подобро е менаџирањето на вакви типови на објекти од страна на приватен инвеститор со најсовремена опрема и така натаму. И очекувам дека треба да останеме фокусирани на ова прашање, да ги наоѓаме решенијата и модалитетите и верувам дека со вака ентузијастички пристап ќе изнајдеме решение за еден ваков објект да повторно се случи на Штип. Од друга страна, градоначалникот истакна дека се добредојдени и ќе се почитуваат и идеите кои до општината доаѓаат од страна на граѓаните. Меѓу останатите, таква идеја од пред неколку месеци е пласирана од страна на младиот штипски режисер Сашко Мицевски, кој деновиве ќе го промовира својот нов долгометражен документарен филм Ново Скопје, бидејќи овде нема услови за тоа. За него, киното има волшебна моќ, потенцирајќи дека е жално што денешната младина нема можност да ужива во тој значаен животен сегмент. Тој истакна дека реагирал до општинската власт и дека неопходно е да се започне со нешто, било што. Треба да се направат секакви напори. Мислам, ја неколку месеци веќе се борам и зборам за тоа, а многу административно тешко и мене ми е многу јасно. Меѓутоа не е невозможно. Мислам, луѓе прават болници за еден ден, луѓе прават градови за еден ден, што све не, ние не можеме 15 години едно кино да направиме. Кој имаше таа иницијатива за Штип сака кино пред неколку месеци, со тоа едно активистичко видео кога го поштија, мислам дека тоа имаше многу голема бура на реакции, позитивни. Само заради тоа што беше универзална идеја, мислам дека допре до сите можни партии што може да допре, што е многу битно, пошто кај нас е маце хаос. И мислам дека имаше многу позитивен интерес од страна на јавноста, на јавни личности, многу души го поддржаваат. Значи локалната самоуправа, стапиме ние со локалната самоуправа со листа на активности кои што треба да направи за да пробаме да мрднеме напред. Значи ја мојот дел од ресерч го направи. Ја имам многу добри контакти Министерство за култура, контакт сум постојано со агенција за филм. Значи има многу добра иницијатива за да се направи нешто. Од општина Штип уште немам одговор втор, еве неколку месеци. Социјалната вредност на кинопроекцијата значително ќе го збогати народот. И тоа на најдобар можен начин, додава Мицевски. Треба да се направат секакви напори, бидејќи тој нема да застане на досегашниот статус. Мислам дека ја нема да се смирам дефинитивно се додека не се деси тоа и не само да имаме киносала, да имаме киносала кој што заслужува да го представи Штип и не знам, Штип е регионален центар и мора да биде таа подобро од сите околни сали. Не е доволно само да има проекторче и да има два звучника како што се закачени у Киро Глигоров дома на култура. Според Мицевски, на Штип му е потребна добра киносала според светски стандарди, каде штипјани ќе може да уживаат без компромис. Дали и што е уште поважно, кога ќе се случи тоа, ќе зависи од некој кој ќе има храброст и секако финансии да го реализира овој проект.
Она што е најважно, Штипјани се желни за кино, а со тоа секој инвеститор ќе има и профит.